Песната опеала најразлични начини на терор врз населението. Покрај многуте даноци, едно од големите зла било и насилното минување на верата. Не само што насилно биле потурчувани девојки грабнати од овие простори, некои од нив со својата саможртва, глава давам, вера не менувам, биле инспирација и за народниот пејач. Многумина од ваквите личности со својот отпор и со своите страдања биле запаметени како вистински борци за христијанската вера и од црквата биле прогласени за светци. Народната песна опеала голем број личности кои што се жртвувале себе си во одбрана на верата. Такви се Злата Мегленска, да речеме, која не сакала да ја промени верата и затоа била сечена на парчиња. Потоа Спасе Радовишки, еден светец наш, Ѓорѓе Кратовски, кој што е запален во Софија во 1515 година. Но примерот на овие светители кои што ја бранеле верата, подоцна им послужил како пример на нашите војводи комити кои што ја бранеле татковината, ја бранеле народноста. И тие врз истиот принцип народот ги опеал и ги застапил во народните легенди и преданија, затоа што со својот саможртвен подвиг се издигнале и го привлекле вниманието на средината. Страдањата се опишани преку многу песни, страдањата се опишани како тие тешко живееле, за нивниот тежок живот, за нивното измачување, но како што кажав, не само на војводите, тука е и на нивните семејства. Една од најпознатите песни, една од познатите песни која се опеувала воопшто во Македонија е Со маки сум се родила. Една песна која го опеува животот на македонскиот народ, која го опеува животот и страдањата во овој период. Годините што му претходиле на востанието се карактеристични по тешкиот живот на македонскиот народ, репресалиите врз него, но се значајни и по подготовките за востанието, свеста за потреба од организирана борба за ослободување. Ликовите што се предадени во овие песни се многу скромно прикажани. Многу скромно прикажани. Пред се отсуствуваат оние
глорификации, хиперболи и така натаму, туку најмногу што можеме во овие песни да сретнеме, тоа ќе бидат епитетите. Некакви епитети, некакви атрибути, кои што со еден збор ќе кажат се за таа личност. Значи, што не значи, што воопшто не значи дека народот немал емотивен однос кон нештата. Колку е повеќе поголем тој емотивен однос, толку повеќе, знаете, се инсистира на личноста. Но овој случај секогаш на преден план излегува колективот и интересите на колективот. Заради тоа што се песни кои што датираат од периодот на крајот на 18-тиот и 19-тиот век, во нив извршува влијание градската музика. Доколку ги размислуваме песните кои што се со ориентално потекло, во нив ќе пронајдеме во стилското изразување на пејачот мелизми кои што ќе не асоцираат на ориенталната музика, како и известни стилски карактеристики на таа музика. Во однос на песните кои што се карактеризираат или пак извршило влијание западно музичката култура, тука најчесто ги среднуваме во рамноделни ритмови, веројатно и под влијание на шансоните кои што тогаш се појавуваат и целата музичка традиција која ни доаѓа од западната музика. Во однос на ритмичката структура се сретнуваат подеднакво и рамноделните и нерамноделните ритмови и веројатно нивното потекло, нерамноделните ритмови можеме да ги сретнеме се и под влијание влечат корени од традиционалната македонска селска музика, а во оваа музика секако не можат да бидат одбегнати и остануваат како таква ритмичка карактеристика. Колку песната им значила на самите востаници може да се види од самите сведоштва дека некогаш тие пееле и додека војувале. Например, Ангел Динев забележал дека востаниците пееле и додека пукале. Христо Силјанов сведочи дека војводата Спиро Петров загинал пеејки. Добиваме впечаток дека се создавале во времето кога се случувале самите настани. Или многу кус период по тоа. Не можело веднаш, бидејќи знаете како иделе тие врски, нашите револуционери школувани по Бугарија и така натаму, додека сето тоа се обединило, се организирало, имало една временска дистанца, така што најверојатно зборуваме за една многу мала временска дистанца до нивното создавање. Покрај првенствената цел на војводите да војуваат и да ја извојуваат победата на својот народ, нераскинлив дел од нивното секојдневни, од нивниот живот биле и народните инструменти. Сето тоа сведочи можеме да го заклучиме од големиот број на фотографии кои што можат да се пронајдат, каде што се сликани, фотографирани поточно војводите, каде што на фотографијата се наоѓа и некој инструмент. Доколку се анализира, најчесто тоа се инструменти кои што влегуваат во групата на жичани инструменти, поточно инструментот тамбура, без разлика во која од групите влегува тамбурата, дали е литарка или четворка, поточно со 2 или со 4 жици, но се воспоставува дека е еден од омилените инструменти на војводите. Покрај овој инструмент може да се сретне и кемането, кое што влегува во групата на жичани инструменти и поточно гудачки инструменти, кој што бил еден од омилените исто така инструменти на војводите. Од другите групи на инструменти кои што се среќаваат, може да се сретнат инструменти кои што влегуваат во групата на дувачки инструменти, поточно разните видови на шупелки, на дудуци, на двојанки, кои што биле инструменти кои што можат лесно да се изработат. Според наодите и според истражувањата, разните видови на шупелки најпрво се правеле од трск, а подоцна се прават од дрво. И двата материјали на војводите и на луѓето кои што биле во нивните чети им биле достапни затоа што тие цело време се движеле во природата.
Македонската народна песна од овој период ги опева поголемите битки од востанието на Мечкин камен, Прибилци, Рашанец и други места. И потоа загинувањето на Јордан Пиперката, Пито Гули и другите јунаци. Оваа песна ја опева и пропаста на востанието, силната одмазда на османлиската војска, запалените села, многуте жртви, особено страдањата на мирното население. Термен се облак зададе, од врв на Пирин планина. Термен се облак зададе, од врв на Пирин планина. Од врв на Пирин планина, на Ајдучката рамнина. Од врв на Пирин планина, на Ајдучката рамнина. Станвајте, браќа, не спите, од сон се разбудвајте. Станвајте, браќа, не спите, од сон се разбудвајте. Земајте пушки, патрони, с душмани да се биеме, слобода да добиеме за наша Македонија. Една од песните која се создала и која се испеала во Пиринскиот крај и една од песните која оставила голем белег заради тоа што се пее во една голема група на мажи, една машка песна која буквално ги повикува војводите, ги повикува но и го повикува и населението, општото население на бунт. Со оваа песна можеме да забележиме дека населението, односно групното пеење, групното машко пеење, може да се повика на востание, односно на бунт, кое било и такако потребно во илинденскиот период. Загинувањето како женитба за татковината. Значи, син ти се, бабо, посврши за мајка Македонија или за црна земја робинка, за жална Македонија, или син ти се ожени за црна земја Македонија и така натаму. Значи, тој жртвен подвиг или загинувањето на јунакот е опеано како жртва за татковината. Најголем број на песни кои се опејуваат во Македонија се песните за загинувањето на војводите. Една од најмногу бројните, една од најопеаните, една од најпознатите вакви групи на песни се опејуваат во најголема мера за сите војводи во Македонија. Една песна, еден ваков пример имаме за песна која ни доаѓа од селото Бапчор, односно и од селото Дреновени, која се опеува загинувањето на познатиот војвода од Костурскиот регион, а тоа е Митре Влаот. Песната се пее во костурските села и песната најчесто се пее од жените, но примери вакви се сретнуваат ова иста песна да биде отпеана и од мажите во Костурскиот регион. Oh
Една преубава песна која го опишува погибувањето на Митре Влао, но не е само тука моментот и погибувањето на Митре Влао, него многу поголемо значење за нас има и тоа што тука се опишуваат и убавините на Костурскиот регион. Убавините и природата на Костурскиот регион, но и една од најбитните моменти е тоа што уште во 19-тиот и 20-тиот век народниот пејач и ги опишува Македонија. Песната на крај завршува со Македонија, завршува со жалот и тагата по својата родна грудка, а тоа е Македонија. Оваа песна во 70-тите години ја снима групата Бабчорки, кој и ден денеска е една од многу познатите и признати песни на нивниот репертоар. Македонската народна песна со посебен респект, со посебен пиетет го опева името Македонија, значи името на татковината. Јунаците загинуваат за Македонија, се вели син ти се бабо посврши за мома Македонија. Или која се пее за девојката се вели лично моме Македонче, за јунакот лично момче Македонче. Името Македонија во овој период, во илинденскиот период, станува цел на живот и смрт на востаниците, гинат за Македонија. Затоа загинувањето се опева како женитба или свршувачка за Македонија, за родната земја, за татковината. Значи, овие песни опеваат еден религиозен однос кон името Македонија, кон татковината. Затоа името Македонија и припаѓа на многу генерации македонци кои што живееле или загинале за ова име. Ако во одредени случаи постојат дилеми по прашањето за интересот на народниот пејач кон некои личности, кога станува збор за Гоце Делчев и неговата застапеност во народните песни и во народното творештво воопшто, дилеми не постојат. Инстинктивно пречувствувајќи го исходот од избрзаното востание, тој неуморно ја крстосува цела Македонија, пропагирајќи негово одложување. Собрале ми се набрале најверната и најдобрата дружина на Гоце Делчев, во каде што се опеува дружината на Гоце Делчев, но и аманетот на Гоце Делчев. Доколку се случи нешто со него, доколку работите не излезат како што треба во војувањето, тогаш што треба да направат неговите другари, што треба да направат кога ќе поминат низ Кукуш. Една од преубавите песни која ја испеала Костадинка Палазова, исто така во 70-тите години од 20-тиот век. Интересно е што народната песна, да речеме, опева некои личности
обемно ги опева за разлика од други настани личности кои што помалку се опеани. Еве да речеме немаме песни за некои главни личности од историјата како за Мисирков, како за Чуповски, како за други, а опеани се некои локални војводи, затоа што народот пеел за тие луѓе што биле со него. Народот пеел за тие востаници што биле меѓу народот, што ја хранеле вербата на народот, што го одржувале оптимизмот. Затоа има најмногу песни за Јордан Пиперката, да речеме, за Питу Гули, за Јане Сандански, така натаму, да не зборуваме за Гоце Делчев, кој е најопеаниот јунак, затоа што бил и идеолог и клучна личност во нашето револуционерно движење од тој период. Гоце Делчев се појави и действуваше на македонската револуционерна сцена во едно исклучително време, во време на засилен терор од страна на поробувачот. И во тие години, крајот на 19-тиот век, теророт е неиздржлив. Поробувачот се поведува од мислата дека само со насилство ќе ги убие слободарските копнежи кај народот. Јанка низ гора, и на гората збореше, и на гората збореше. Гороле гора, зелена, имаш ли сенки имаш ли вода студена? Исто така, песната која се пеела низ повеќе краишта низ Македонија била песната Јанка низ гора врвеше. Поточно во оваа песна се опејува убавата мома Јанка, која оди низ планината, зборува со планината, но прави простор и предели каде што ќе може да поминат комитите, каде што ќе постојат услови за комитите да живеат, односно да опстојуваат. Дека го напоменуваме, во оваа песна може да се согледа и Делчев војвода, кој во дадена ситуација во повеќе краишта Македонија, поточно во јужномакедонските краишта, тој се појавува како еден од главните ликови, еден главен лик за воопшто за собирање на македонското население, односно за собирање на бунт и востание во овој период. Истражувањата на народните песни за Јане Сандански покажаа дека не само што тој е еден од оние херои на македонското револуционерно минато, чија популарност не згаснала во нашиот народ, туку дури може да се каже дека се повеќе расте. Мотивот од јуначките песни Марко Крале гради нова црква го среќавам и во врска со Јане Сандански. Народна песна ја регистрирала и смртта на Јане, онаа трагична смрт што го потреси Пиринскиот крај, но и цела Македонија. Песната запишана во градот Сандански ги содржи сите елементи на народно-поетската традиција, верувањето дека животните ја пречувствуваат смртта на својот стопан. Често опејуван во народните песни е мотивот за ранетиот јунак. Значи, како што среќававме во претходните песни, во ајдучките ранет ајдутин, овде имаме ранет комита или ранет јунак, ранет востанек и така натаму. И тоа најчесто се поврзува со птицата орлица, една птица која што постојано ги надлетува планините, полињата и така натаму, каде што имало помасовни борби и бара тие своја храна во мршите, во лешевите. Сепак, овде е едно верување, една митолошка представа за птицата како за однос помеѓу птица и човек.
Птиците се некогаш пријателски, некогаш непријателски расположени кон народот, но во овие песни се пее за птицата што го надлетува бојното поле и бара жртва, но јунакот исто така и одговара дека мавни сива орлице, да не си земам тенката пушка, да те застрелам тебе до мене и така натаму, на што птицата одговара: ја не сум дошла да ти исколвам белото лице, ја не сум дошла да ти испијам црните очи, мене ме прати твојот војвода, лек да донесам да те лекувам. Значи, еден по-комплициран или еден така посложен однос помеѓу јунакот и птицата орлица или птицата гавран, како се пее во некои песни, но во секој случај ранетиот јунак често е предмет на опевање. Дури и голем број, најголемиот број песни се токму посветени на овие ранети јунаци кои што дружината ги носи, ги лекува и така натаму. Пито Гули пак најдлабоко се врежа во народниот спомен со неговата улога во епопејата на Мечкин камен, со легендарната одбрана на Крушевската република, кога смртта значеше повеќе победа отколку пораз. Кога врвеле комитите, како што ги викале тие, преку низ градот, тогаш сите девојчиња веднаш ги сокривале мајките во своите куки: бегајте, идат комитите. А кој бил во комитите, пред се однесувало локално тука, централен лик е и личност, Пито Гули. И единствениот тој, барем ја што сум сретнала во сликите, единствениот тој е облечен поскромно, односно нешто што личи на локалитетот од кај што потекнува. Но со тие реденици, со долги бради, долги коси и така натаму, на коњи, што сето тоа, колку и да верувал народот, сепак му влевал некаков страв дека свесни биле, не многу војни поминале на овие терени и луѓето биле свесни дека секоја војна многу добро не може да донесе. Песната "До три ми пушки пукна" потекнува од пределот Тиквеш, Азот, но исто така се сретнува и Прилепско-битолското поле. Го опишува загинувањето на повеќето синови, на повеќето македонски јунаци, кои во буквална смисла е препеана загинувањето, поточно прифаќањето на мајката која слуша и разбира дека незините деца, трите незини деца се загинати. До три ми пушки пукнаја, до три јунака паднаја, до три јунака паднаја, до три јунака паднаја, до три ми мајки плакаја, до три ми мајки плакаја, до три ми мајки плакаја.
Оваа песна е, како што кажавме, позната била во Тиквешијата, но исто така е позната и во Кавадречкиот регион. Во 70-тите години оваа песна ја испеано еден од најпопуларните пејачи Никола Бадев. Народната песна го опеала и Ѓорче Петров, разумот на револуционерната Македонија, како што го нарече Антон Страшимиров. За Ѓорчета се запишани и објавени релативно малку песни со оглед на неговото место во македонското ослободително движење. Сепак, и тие заслужуваат внимание и даваат можност да се изведат некои заклучоци за македонската револуционерна народна песна. Дека постои документ за загинувањето на Гоце Делчев во село Баница и така натаму, дека предходно дека е тоа пак чин на предавство. И тоа предавство од страна на се ова го кажувам условно. Тоа што го знам буквално го пренесува од страна на бугарите кои што дале свој допис до самиот султан дека во тој период, во тоа и тоа време, тој ден, тој човек што го барате и никако не можете да дојдете до него, ќе биде присутен во тоа и тоа село. И сега самиот Гоце Делчев се обидел нормално со помош на јатаци, пријатели и така да се спаси, меѓутоа не успел бидејќи селото било комплетно обколено. Пред да влезе во Штип го опоменале, му кажале немој да одиш, ќе те предадат. Многу се поделени на партии, има и една песна која го потврдува тоа, песна за Мише Развигоров се вика. Му викаат не оди Мише во Штип, ќе те предадат. А тој бил убеден и во песната тоа го вели и овие го кажуваа старите, дека јас сум штипјанец, јас сум ги учел штипјани, јас сум револуционер и нема да ме предадат. Меѓутоа, за жал го предале. И старите го кажуваа тоа дека во Исарското мало живи ги запалиле него и другарите негови. Живи ги запалиле, меѓутоа едни други викаа дека се чуле истрели. Марко Цепенков со своите белешки за војводите сведочи дека повеќемина Прилепски, но и други војводи завршиле со предавство. Македонската народна песна, како што ги опева херојските подвизи, така ги опева и предавствата кои што биле чести во историјата на македонскиот народ, особено во овој период, во илинденскиот период, кога загинале најдобрите, најхрабрите, најпознатите јунаци војводи во македонското револуционерно движење. Познато е дека скоро сите поистакнати револуционери се загинати после предавство. Тоа е случајот со Гоце Делчев, со Даме Груев, со Никола Карев, со Јордан Пиперката и така натаму, но народот ги опева и ги проколнува предавниците. Zašto
Во оваа група на песни исто така спаѓа и песната за Лазо Попутрајков. Песната потекнува од селото Дъмбени, Костурско. Во 70-тите години од 20 век ја испеале најпознатата група костурчанки кои биле формирани во тој период. Песната потекнува од Костурскиот регион, се пеела кај народот како општо позната, но е многу била приказната што следи во самата песна и оваа песна можеме да проследиме во неколку варијанти. Текстот варира во неколку варијанти и текстот варира во сооднос на тоа каде и од кое село се препејувало. Овој пример, што тука денеска можеме да го слушнеме, е песната од селото Дъмбени. Во истражувањето во повеќе села во Костурскиот регион се наоѓаат повеќе вакви примери. Во едно од примерите се опеува како мајката на Лазар Попутрајков доаѓа во градот Костур, го моли да му ја дадат главата на Лазар Попутрајков, таа ја зима главата и ја носи во своето село каде што сака да биде закопана со телото. На многу сликовит опис и на многу сликовит начин е прикажано како мајката ја зима во својата скутина главата и ја носи до своето село. Кога непријателот донесува главата на ајдукот или на војводата, луѓето се плашат да кажат чија е таа глава и тогаш доаѓа мајката која што почнува да тажи и така натаму, на што доаѓа признанието на непријателот кој вели Ашкол сум бабо Пирол сум на твојот син Тодор, кој што додека го фативме 100 души паднавме, додека му глава зедовме уште 100 души падна, да имаше оружје тој глава ќе ни земеше, а не ние да му земеме глава, значи се работи за признание на непријателот, нешто што подоцна Григор Прличев го опеал во поемата Сердарот. Значи јас мислам дека инспирацијата за поемата Сердарот на Прличев е токму овој мотив на одсечена ајдучка глава и токму овие песни, затоа што во поемата Сердарот не се зборува за загинувањето, а во народните песни не се зборува за загинувањето на Кузмана. Во народните песни за Кузман Капидан се зборува за неговото херојство, за неговата победа над разбойниците. Но овој мотив за одсечена ајдучка глава можело да биде инспирација на Прличев за неговата поема. Иако песни за страдањата на македонскиот народ и за отпорот кон турскиот поробовар среќаваме и во песнарката на Ѓорѓе Пулевски, и во записите на Марко Цепенков, Кузмен Шапкарев, потоа во поголем број во зборникот на Наум Тахов, сепак за прв пат циклус револуционерни песни е објавен во зборникот на Панчо Михајлов од 1924 година. И во предговорот на Михаил Арнаудов и во текстот на Панчо Михајлов со наслов Неколку думи, посебно се нагласува овој податок. Се работи за еден значаен и голем зборник со песни од источните делови на Македонија, од Штипско, Кочанско, Малешевијата и така натаму. Подоцна на овој терен и професорот Пенушлиски има вршено истражување и во неговите книги Малешевскиот фолклор или во некои други. Исто така среќаваме доста значајни песни за Гоце Делчев, за загинувањето на Даме Груево Русиново и некои други јунаци. Значи, народните песни од овој период, од илинденскиот период, од револуционерниот период, се застапени во сите зборници со македонски народни песни. Но кога се зборува за книжевните влијанија во овие песни, треба да се има предвид фактот дека огромната маса од востаниците биле селани, кои во себе го носеле фолклорниот поглед на светот и поетското фолклорно наследство, а отделните интелектуалци произлегле главно од народната средина, биле сплотени со народот. Втората група песни или песните кои се во општиот живот на комитите и општиот живот на војводите е како војводите во текот на летните, односно во текот и на зимскиот период, кога тие биле дома, кога можеле да бидат стационирани на едно место, кога не биле во планините, кога не биле во шумите, тогаш тие имале и свој живот, тие имале своји семејства, имале свој
најблиски роднини, но исто така семејниот момент, семејниот живот на војводите многу често бил опеуван во песните. Една од тие песни е песната која била за Петре војвода, една од најпознатите песни која се опејувала во Мијачкиот регион. Таа се сретнува и во кај мијаците во Мала река, се сретнува и кај мијаците во Азот Велешко, но една од содржајните, односно најпопуларните, најдолготрајна која што се задржала, тоа била песната во село Смилево, односно во Мијачката оаза која се наоѓа во Кичевијата, односно во пределот Железник. Женил се Петре војвода, леле, женил се Петре војвода, девеци сестри поканил, леле, десета сестра не канил. И ново царство ќе основаме, пазете, ново царство ќе основаме над проклетата тиранија, царство на правда и слобода. Сега, тоа што го зборувавме за настанувањето на песните во релативно кус временски период, релативно кус период, велам, во смисла на историјата. Пак, во таа смисла, токму во таа смисла, ако од Илинденското востание веќе почнува почетокот на 20 век, ние веќе во 20 век, некаде 90-те години, 93-та година, ние веќе се осамостојуваме. Имаме своја држава, своје име. Тоа од историски аспект е феноменално краток период на остварувањето токму на овие пораки што се испеани во самата народна песна. Додека историјата ги опишува и толкува настаните, народната песна е сведоштво за духовната историја на македонскиот народ, за неговите расположенија, страдања, сведоштво за неговите желби, очекувања, за неговиот душевен однос кон историските настани.